First of all, dopeness is what I like the most. Dope things. People who want to make things as dope as possible. Уште еден пат се собравме за камерите на Dopeness да снимиме една интересна емисија за вас гледачите. Овој пат одборавме поразличен спорт од бајки и ролери. Денеска е еден доста познат гостин во скејт светот и скејт Скопје светот усари. И ќе препуштам него да се каже шо како и така како почнал и кој и што е. Здраво, Блажо Симоновски, а.к.а. Блажо скейтерот од Скопје. Тоа е тоа. Како почна, што се деси, зашто? Кога почнавме ние да возиме скирол, тоа беше една као глобална експанзија прва на скейтбордингу рани 90-ти години. Глобализација. И па некои почетоци. Беше многу модерно да се има скирол. Нормално ја бев еден од ретките што немаше скирол. И сите околу мене умало имаа скирол. И беше едноставно така многу модерно тогаш да се вози да се има скирол. И тоа нормално траеше едно лето или две лета, со тоа што за мене тоа беше само почетокот. На почетокот што правиш со твојот скирол? На почетокот се обидував да купам скирол. Немав собствен, значи зимав од оделени другари, од мало другари и ми текна собирав пари за роден ден и за нова година се вкупно заедно за да на крај пред едно лето си купам еден скирол. Од кај го набави скирол? Го набавив како што сите тогаш го набавува од другар на другар, кој што имаше малце постар скирол, па си го купив од него. Овака во Македонија тогаш имаше ли од странство ги купува? Исклучиво беше од странство. Мислам имаше, ние ги викавме смешко скейтбордс. Имаше некои такви смешни кои што секогаш ќе има и секогаш имало. И меѓутоа малку посериозна опрема беше многу тешко да се набави. Дури ние не можевме да разликуваме професионална од полупрофесионална од рекреативна опрема. Нормално во тоа време беше немаше интернет, немаше начини да се тоа, беше само од word of mouth и така да беше. На почетокот почна со класика скейтборд како што се вози на денешница сега или некој импровизација за скейт, нешто пластични даски или не знам ти што како. Многу далеку од тоа што сега се смета за еден нормален скирол, односно скейтборд, како што ние го викаме. Скирол е стриктно македонски сленг. Скиролџи. Да, и ми е многу драг и тој, така да се едно, мислам мојот беше со Майкл Джексон доле, сите го знаеме, мислам сите што се стари како мене ги памтат тие скироли ги носат од Бугарија и тие беа полупрофи, ствари врска немаше. Али беа нешто као малце подобри, така. Имаше некој мит дека ако имаш таков можеш оли да направиш и така. Од кога ти текна онака дека можеш нешто да направиш со скейтот, да рипнеш скали или нешто да можеш да се дружиш, да се дешава нешто со скейтот, со скиролот усвари да вози или порано било нели само мало или нешто? Кога онака започна? Реално беше само прво мало, имаше еден што беше понапреден од сите, ја него ни познав тој човек. Се запознавме на многу чуден начин, али тоа е за други емисии. Како и да е, мислам, он беше единствен кај нас, што, мислам, зборам, у тоа време ние бевме деца, не пушта подалеку од аеродромот, воопшто да се шетаме и тука тој беше нашиот свет и он беше единствен што знаеше оли и по некои
нешто, ако се на телевизија немаше ништо нормално, интернет не постоеше, така да беше буквално гледаш некој друг што прави. И тоа беше единствената школа. Која година овој? Збориме за 90-тите, така? Збориме тука можеби 89-та, 90-та. Тука се некои тие години. Кај што зборам пред да имаме некои сериозни скироли од типот на H3 и некои такви даски. А ти кога улетава во Скопје? Па ти улета кога ги упознавме уствари вистинските скейтери во Скопје, што ни го отворија малку светот. Он има видеа од Белград донесено, има некои скироли што ние ги немавме видено, има патики што ги немавме видено. И они ни ги отворија малку очите и трикови, као има освен Оли има и ова и ова и ова. Луѓе као Даре скейтерот, Мало, браќата Шварц од Топанско, Боули, Нокс и такви некои кои што беа веќе да речам постари скейтери. Да. Со нив дојда и посериозните и скироли и такви и воопшто трикови и такви работи. На кои места тоа што се возеше ако у Скопје, некој попознат или некој Генерално, Кај се собира? ако ти да, собиранки. генерално значи као беше олимписки базен, се собиравме во зависност од денот, од време на денот. Тогаш возевме по цели денови. Од Сабајле никој не бркаше од олимписки, и на олимписки се собиравме обично. И кога ќе поминеше работното време, одевме на кај А нели беше рапава на олимписки порано? за тие тркала и за тие услови ништо не беше рапало, супер беше. Мислевме дека е најмазното на светот. Не знаевме ништо, немавме видено, немавме прошетано. Нас ни беше мазно. Супер ни беше, таму се дружевме многу и после утекот на денот менувавме, идевме на зграда на ЦК, сегашна влада, кај што ни беше као врвот за возење, ама од Сабајле не брка, кога се работеше, попладне никогаш. И обично попладне таму се собиравме, така да... Мислам, можем да набрам милион други места, ама имаше локално си имавме наши мали местенца од кои што зборам аеродром, 3 бисери до железничка, не зборам за центар. И А скейт парк некој сте чепнале у тоа време? Јас прв пат заедно со Марко Саволичек сме када прв пат видовме скейт парк, бевме во Будимпешта, татко ми не однесе. Пошто више виде дека сериозно. Дека не може да не откачи само за така со зборење. Скейт. И бевме во Будимпешта и буквално тоаш прв пат реално влегавме у онака вистински скейт шоп. Со вистински брендови, со онака не некоја стоковна куќа кај што има скироли или некои такви работи. Walmart. Добро. Таа некоја шема и тогаш Будимпешта е реално првиот скейт парк што јас сум го видел. Потоа бев и имав прилика да шетам доста, бев и во Амстердам и ваму и таму и тогаш више видел дека имало и друг свет. Реално. А кај нас, кога направија скейт парк? Првиот скейт парк беше у Македонија, беше на Лизгалиште сегашно. Не ми текнува името на човекот што го направи. Он сакаше да има скейт парк преку ден, мислам преку лето. Тоа беше чисто стриктно за бизнис направено, да се разбираме, не беше ниту беше скейтер, ниту имаше деца што возат скейт, не беше ентузијаст. Он не праша како шо ви фали, ја мислам дека тоа ќе заработам пари и такви некои работи. Ја Лизгалиште ќе имам зима, скейт парк лето. И ние бевме спремни тогаш да платиме за влез у скейт парк, апсолутно, онака, мислам, било што. Се наплаќаш од скейт парк? Искрен да бидам, сега не ми текнува дали се наплаќаше. Можеби се наплаќаше за некој не. Ние бевме едни од тие првите што не прашаа како тоа треба да изгледа. Па вие со привилегии.
Па можеби, не сум сигурен. Значи мене искрено не ми текна дека сум платил, можеби се плаќаше, не сум сигурен. Ама мислам дека се плаќаше кога веќе се отвори и мислам дека имаше влез. А вака е наопшто прашање, као, што представува скейт, скирол возење за тебе, онака, што е толку посебно, што, не знам, ти исполнува тебе или што онака, не знам, да го објасниш нешто. Прв збор што ми Нешто паѓа што на те- памет ми е... Впечаток што ти оставило во времето, онака. Прво нешто, значи, што ми паѓа на памет, што мислам дека и до ден денес тоа не вади од дома е слобода. Значи, секогаш кога ќе можеш да се бутнеш на скејборд, онака по празна улица или по без разлика каде е, онака сам со себе имаш слобода, едноставно слобода од се. И тоа е некој чувство што мислам дека до ден денес не прати. Тогаш сме имале различни обврски, тогаш било слобода од школа, било слобода од возење во автобус преполн топол, било слобода од носење со коли. Можеш ли да ме однесеш, не можеш ли да ме однесеш. До ден денес кога е слобода од некои други работи, одам да возам скейт. Не ме замарите. Уште возиш скейт, така? Уште возам скейт, Колку да. години имаш? 35-36 ке полна оваа година. Закон. Не сум Не те изброил, ама вака на памет некои 30 години скейт возам. Тогаш како те гледаат дома, дали те поддржуваат, дали што мислеа за тебе, Па, дали Тогаш- беше чудно? секако дека било чудно, мислам, ја не можам да се ставам во капата на моите родители. Да. Сега информирањето да е на тотално друго ниво, можеш, било кој дете може да каже, види што се случува со скейт, види што и полесно е можеби да се објасни, можеби е потешко, не знам. Тогаш се чинеше многу тешко. Имав поддршка од родителите генерално. Затоа што тогаш опремата беше многу поскапа него сега, тогаш беше Понепристапно. не беше глобална и се продаваше у една или у две продавници онака во Европа. Се знаеат дистрибутерите, се знаеат и онака беше многу тешко достапно и многу скапа, мислам. Сите родендени, сите услуги, се што беше у скирол. И моравме да бидеме инвентивни, значи немавме никогаш во ниеден момент не сум имал опрема што е комплетно професионална долго време. Значи затоа што е од недостапност, од зборам недостапност као нема продавница до многу пари, значи даска беше 200 марки. Ако збориме дека тогаш Air Max што секој сакаше да ги има беа 100, а даска беше 200, кој што стварно можеш да ја скршиш за 3 дена. Дури да ти ја купат, не дај Боже да нешто да се случи со опремата, готово беше, значи 2 месеца нема возење, дека не да е роден ден или нешто, баба се смилува или нешто така. Има нели многу доста различни видови на даски, на штици како и скироли, онака декои уствари како и да е. Може да ми подобјасниш малце со тоа, значи знам порано по-друг стил на возење на даски на ова нона. Значи, после некоја година збориме 95-6 скиролот го добива овој нормален вака. На глобално ниво. Зборам на глобално ниво како форма го ја добива слично на оваа форма. И од тогаш трпим неверојатно мали измени. Мислам дека скейтбордингот си го најде омилениот вакво некој шейп, што е да речам стандарден, со тоа што претходно даските беа многу пошироки, потешки, теловите им беа многу поголеми, има многу мали носови, зборам у сленг нос на скиролот, предниот дел беше многу помал. Триковите, како што еволуира триковите, така еволуираше и опремата. Секој спорт кој што е многу млад, прво се осознава сам себе, па потоа се еволуира и опремата околу спортот. А димензијата како се одредува за овој скейт? Димензијата ја одредуваш најмногу по големина на нозе.
колку што можам да приметам. Со и различен стил, значи секој си сака тоа е исто и со ски, некој сака подолги, некој сака и со сноуборди, некој сака пошироки и за повеќе паде. Правило нема никакво, мислам, нема правило. Дури јас, на пример, можам да возам 8-инчна даска овој месец, наредниот месец 7.75, сакам малце по, што е, да речам, по-техничка даска, што е полесно се врти. Да те прашам, дали за грандови, на пример, по-дебела даска, подобра, за Обично. клипови потенка? Обично за ако се возат рампи и такви работи, е полесно со поширока даска. Подобро функционира едноставно. Додека за технички стрит скейт, кај што се возат многу тротари и леџови и такви работи, генерално одговара потесна даска. Во зависност од стилот и кому што му се допаѓа, бидејќи знаеме скейтот е многу индивидуален спорт. Секој си прави собствен комплет кој што буквално и тоа е правило. Секој скейтер само својот скейт комплет си е навикнат на него и си го вози. Какви различни стилови познаеш вака во скейт? Нели има, знам, Бигер сум гледал, тоа е доста заебано на X Games што се пуштаат по таа рампата во пичку мата. Тоа се пак еволуции на скейтот што се, да речам, од неодамна. Тоа е делот кога пукна малце скейтбордингот во маркетинг сленгот. Скейтбордингот секогаш барал некоја корелација со мислам надворешниот свет барал некаква корелација со скейтбордингот и на порано имаше, се знаеше, имаше три стила. Мислам првиот е тој уличен кој што потекнува од сурфање на бранови од конкрет, Калифорнија. од бетон. Значи од таму е историјата на скейтбордингот, кој што еволвирала во оној фристайл скейтбординг што е сега мислам што е сега веќе дамнешна историја. Се практикува скоро никаде, нема никаква медиска застапеност. И халфпайп и базени. Од да се префрли на улици, од немање базени и немање скейт паркови, да се префрли на улици, на леџови, на скали, на шипки, и тоа е постепена еволуција на спортот и секој спорт си бара секогаш нов тек. Како што и до ден денес скейтбордингот еволуира и ќе еволуира, верувам. Со децата што туку што почнуваат ќе најдат нови начини што нас не ни биле познати, не сме размислували у таа насока. А при тоа технологијата е. Да. Омилен стил кој е? Стрит. Ние не сме имали избор, ние бевме родени у еден, ние немавме рампи. Значи тој дел не сум можел да го практикувам. Фристайл скейтбординг не сум имал од кога да го видам. Не сум имал каде да го видам. Неколку години подоцна од кога више ние бевме изградени улични скейтери. Дознав за фристайл скейтбординг, иако тој не е толку адреналински, тој е технички скейтбординг што мене никогаш не ми бил некој приоритет не ми бил. Така да секогаш ми бил тој адреналинскиот дел од скейтбордингот најинтересен. Што мислиш за нашата скейтбол сцена? Дали има доста луѓе, деца што возат, што напредуваат, што ја мкнат онаа сцената наша кон подобро или кон полошо? Дали има деца што возат? Тешко прашање. Од една страна мислам дека има многу повеќе деца од колку што имаше кога ние возевме. Од кога помина оној дволетен бум. Од кога се издефинира едноставно скейтбордингот, кај што сите се знаевме по име, бевме 20 души, 25 души. И сите знаеа кои сме, носевме различни патики на различни фармерки. Буквално сите знаеа дека остај ги тие се скейтерите, онака. Никој со нас не се ни закачаше. Мислам сега има многу повеќе деца што има многу повеќе пристап до се
Но генерално кажано мислам дека нема доволно скейтери во Македонија. И тоа е дел на сцената, дел на некои други модни трендови, има некои други бумови. Сега многу повеќе точаци се продаваат низ цел свет. Мислам, ова се глобални трендови кои што сега ги знаеме кои се, моментално кога ќе се смени некој тренд. Моментално скейтот е некоја мала стагнација, експлодира со X Games и тоа е така, има некој бабл кај што има екстремно многу, екстремно популарно и после тоа згаснува малце, па скейтбординг секогаш бил многу популарен, па воопшто не популарен, па многу популарен и така мислам дека си добива некој таков бранови тек. Горе-доле. Да, кај што има горе-доле и за нас било сеедно, ние сме скейтери, ние сме одбрале тој начин на живот без разлика дали е модерно или не. Тука сме били, тука ќе останеме. Какви повреди разликуваш? Дали имаш повеќе една, две или повеќе? Повредите се како секој физички спорт се многу бројни. Значи, после некој време забораваш веќе колку пати си бил повреден. Посериозна нека повреда? Директно од скейт, мислам прво знам дека прво скршив прст баш пред да полагаме полуматура за школа, за средно школу пишување 2 дена пред да полагаме полуматурска и таа ми беше некоја на десна рака баш за пишување. Иначе рамо имам скршено од скейт, ама нешто посериозно реално не. Мислам такви лигаменти, кинење и тие работи не се сметаат некои сериозни повреди во скейт. И уопште во екстремни спортови се што секоја повреда од која што можеш да се вратиш за 2-3 месеца и да бидеш 90% или 95% не се рачуна реално за сериозна повреда. За скейт парковите кај нас на Плаја Виста првиот, вториот беше кај Рамстарови. Вториот беше кај Рамстар, да, што го избоксувавме со тогашна агенција за спорт и млади. Не ми текне кои беа тогаш ликови, тогаш таму и ама беше ми дада простор, се асфалтираше, се направи некои елементи. После тоа дополнувавме елементи како имавме, тогаш више почна и можевме да организираме прв надпревар. Се почна со скейт шоп, почна многу работи да се движат веќе малце во посериозни насоки. Извини што те прекинам. Нема проблем. Ти кажа претходно дека се возел други скейт паркови надвор од Македонија, може да ги споредиш со нашите што ги направиле кај нас? Едно што има заедничко е дека се скейт паркови. Се друго е различно. Најголемата разлика е што сите скейт паркови што се прават во странство се уште од секогаш биле правени од скейтери во соработка со професионални компании што тогаш не беа стрикно за скейт, него беа за градежништво, но во директна насока на скейтери. Тоа што се случи во Македонија, што се уште се случува и воопшто на Балкан и во било кои недоволно развиени екстремни земји за екстремни спортови, кај што екстремните спортови не се на некое стигнато на некое професионално ниво, се случува целата иницијатива да ја преземе тој што добил тендер или тој што го гради скейт паркот, да ја преземе иницијативата без да ги консултира скейтерите. Дури кога ќе се консултираат скейтерите, тоа што се бара од скейтерите, тогаш станува скапо. Затоа што како што возиме професионални скейтови, ни треба и професионална подлога. Ни требаат професионални даски, ни требаат професионални шипки, ни треба професионален бетон.
кој што е многу различен од било каков друг бетон кој што се користи. Асфалт не се користи никаде во свет за скейт, затоа што кога ќе паднеш на асфалт, секој што возил скирол точак од прво деление било како знае дека на асфалт не останува кожа кога ќе паднеш на асфалт. И тоа е најголемата разлика меѓу професионално изградени скейт паркови и скейт паркови изградени како што ги секај нас и на Балканов и така. Вака за новиот сега, дали си задоволен? Генерално сум задоволен од дека постои и дека е придвижување од претходниот скейт парк што беше направен. Не сум задоволен затоа што не е доволно напреднат. Останат е на едно полупрофесионално ниво. Да, подобар е од претходниот многу пати, но се уште не е многу далеку од тоа што е направено во еден Белград, например, кој што исто така можеби повеќе години од нас се мачеа да добијат еден скейт парк по светски стандард. Вожња да збориме, омилен трик, онака што си го правил, што си го солал, што ти онака и брат отидам на вожња и тој го пукам онака прва. Омилен трик, секој скейтер има омилен флип трик, има омилен грайнд, има омилен слайд, па може по тој ред флип трик, кикфлип, затоа што е некако многу скейтери уопште на луѓе што не виделе скейт прв пат кога ќе ти се сврти даската под нозе онака вистински, кога ќе онака е прв пат онака како вау, има некој вау фактор. А за другите трикови секогаш еволуираш со тоа каде си, како си, секогаш имаш по некој нов умилен трик. Мислам онака, освен кикфлип, 360 флип и некои такви крукет грайнд од сите грайндови од секогаш ми бил да речам омилен, доста луѓе ме знаат по тој трик. Од слайдо и бексайд тейл слайд. Така, од прилике. Уште од рани години омилен возач? 100% си гледал на некој онака... Значи, омилен возач ми е многу тешко прашање. И тоа се менувало со тек на време. Со тек на време. Од старите, мислам, кој што реално се уште вози Марк Гонзалес, еден од најстарите вака и најстайлиш скейтери. Тука се и Стив Кавалера нормално кој еден од најстарите скейтери. Со тоа од кој што понатака кога ќе се помине таа генерација бев многу изненаден прв пат кога гледав questionable видео на Plan B. Тоа беше се после тие Blind Video Days и сите тие и Age Street и сите тие. Тогаш малце мрдна скейтбордингот. Ми беше прв пат кога видов Пат Дафи како вози на дожд. Еден иконски видеодел кој што до ден денес радо го гледам, веќе не знам колку пати сум го гледал. И сега имам некои тотално други омилени скейтери кои што немаат врска со овие претходно споменатите. Порано као се... Даве не ме прекине да тим. Македонски скейтери? Македонски скейтери? Македонски скейтери ми се сите омилени, сите што почнале пред мене да возат, затоа што сите на различен начин имаше, секој си имаше некој посебен трик што никој друг не го правеше. И не можам да издвоам еден омилен, да речем, кај што ќе кажам тој беше, затоа што многу брзо почнавме да се огледуваме, тогаш дојдоа видеокасети и ово и онај, почнаа веќе да се огледуваме на вака. Па тоа сам да те прашам, порано кога сте гледале видео? Тешко беше. Беше многу тешко, требаше да знаеш некој постар скейтер кој што ќе ти даде видеокасета, која што и него му беше единствена копија на која што беше снимано, преснимувано, делови од други видеокасети. И
порано и не се даваат тие видеокасети, затоа што сите имавме некои видеа што джвакаа видеокасети. Секој се плашеше за единствената копија што ја има од нешто и тие вредеа многу, тие ни беа библии. Мотавме, премотувавме, па кој имаше видео со споро прикажување на снимка, тоа беше вау, па премотувавме 100 пати да видиме како го прави трикот. Затоа што реално бевме една цела средина од луѓе кои што многу малку знаевме за тоа. И постариве не учеа, ама не учеа доволно нормално, сакаа малце да си задржат за себе, тоа секогаш ќе биде по некоја фора ќе си задржиш за себе. Што понатака кога ќе вистински пораснеш, сваќаш дека немало смисла, али тоаш беше така на времето и немаше туторијали, немаше how to за се на животов. Па немаше ни за скейт. Од тоа учевме, од тие видеоленти кои што се уште ги чуваме по некои тавани, кој знае. Кажи ми се надпреварувал или на некој контест? Сум се надпреварувал, порано надпреварите беа многу поретки. Прв надпревар кој што се надпреварував беше на кој што бев доволно храбар да се надпреварувам. Беше во Атина, тој беше период кога веќе почнав да живеам во Атина. И на мој изненадување, тоа што освоив 5-то место у град што беше и се уште е еден од во Европа најспремни градови за скейт. Имав мислам дека многу среќа, затоа што тогаш системот на оценување беше различен, ми одговараше како возев скейт у тоа време. Во Бугарија, мислам, победив во Софија еден хајоли контест, што ми беше као моја специјалност, највише најголем оли имав. И понатака, мислам, се надпреварал сегде, али тие ми беа едни од најдрагите први почетоци, она трема, надпревар вистински, се спремаш со денови, со месеци, и викаш, леле, сега сум спремен, идеш на контест и сваѓаш дека не си спремен. Така да, тие ми се да речем мака најраните, најдраги контести. А спонзорство си имал некој? Во класична смисла на зборот не, секогаш добивав по нешто од ваму, од таму, зависи, мислам добивав едно време некои патики од Ванс, па ќе купам едни, па ќе ми дават едни без пари, па после тоа DC ми дава некои работи у Грција, дистрибутерите за DC. Ми дава некои попусти, па некои без пари патики, па што беа вистински спонзорираните во Грција скейтери. Ми дава плюс некои работи, така, мислам, класично да бидам спонзориран, да представам некој бренд како што сега тоа се знае. Не на некоја професионално ниво. Како те гледа помладите генерации во скиролот, онага, дали те поштуваат или сакаш да ги подучиш, како се осеќаш спрема нив, како ги гледаш? Како ги гледам, како што секогаш сум ги гледал сите скейтери, значи скейтот нема граници. Мене ме прифатија во една Грција кај што не зборев ниту јазик, нити ништо, се појавив на место кај што се вози скирол, само со скирол у рака. И до ден денес имам контакти со сите тие луѓе. Као што имам и низ цел свет, исто да ми се деси во било кој град, аз сум живеел во повеќе во светов. Без да знам јазик, едноставно те спојува со луѓето. Исто така и мене ме спојува со сега генерации кои што не ги познавам. Некои ме знаат, као Блажо скейтерот, некои не ме знаат, некои ќе прашаат кој си ти. Па да сме чуле за тебе, никад не сме те виделе, не сме се запознале. У тој смисол почита е работа што се учи од дома, немам намера да учам некого за почит. Кој научил како треба да се почитуваат постарите, научил, кој не, секоја чест. А мерак ли ти да ги подучуваш, онака те прашуваат ли за некои трикои што сака да совладат или
се прават фраери или нешто. Апсолутно, те прашуваат сега не толку сега луѓето се посрамежливи од затоа што може да отиде да види на YouTube, ама сепак не е тоа и реално многу ми е драго некој ќе праша. Ако можем да им помогнам, зашто да не? Затоа што и ја можеби у тој момент не сум мислел на тој трик, па ќе се вратам, и јас нешто ќе извлечам од тоа искуство. И он ќе извлече нешто од тоа искуство, али у принцип кога ќе видам, пошто више се знаеме реално со сите што возат, кога ќе видам дека некој некаде греши или може да му помогнам, кажам стави ногата понапред или рипни порано или рипни покасно или зашто да не. Истото очекувам и од други што трикови што јас ги учам во моментот, бидејќи со скейт цел живот учиш, како и со се друго. А учиш ли уште трикови нови? Се обидувам, да. Со поспоро темпо, веројатно или? Да, се обидувам со поспоро темпо не, ама со помалце агресија, со помалце рипање, Да, порано. со подруг стил. Нормално, со повеќе години доаѓаат помалце. Майкл Джордан не рипа исто како што рипаше на 26 години. Много нормално. Тоа е тоа. Колку си активен денес? А, Често водиш? поради обврски од работник пред се преку ден, а попладне од фамилиарни обврски секогаш е еден вид на жонглирање на сите обврски со хобија. Зимно време повеќе сме на планина и зимно време возам минимално скейт, цело време го прекупирам на сноуборд. А како почнува време да се стоплува, се обидувам се повеќе на кој ден сам, кој ден со син ми, имам 4 годишен син кој што исто така го подучувам скейт. Така да тоа е тоа, мислам, ако не подучувам други, барем син ми го подучувам, па може он ќе подучи некого и тоа е тоа. Да. Така се врти кругот. Да се сорти кругот, тоа е тоа. Скейтбордерот станува фамилија. Па доста ја мислам дека си направме еден доста интересен муабет денеска со Блажо скейтерот. И доста разбравме што му се случувало и какви искуства имал он со скиролот. И мислам дека може да се одјавиме од XMKD шопот. Побарете го на интернет. Денеска таму снимавме за Dopeness. И тоа е тоа, луѓе. Проверете на тоа. Check it out. Let's go, niggas.